се ова се должи на недостиг на соодветно планирање и разбирање на обемот на работа кој треба да биде и трудот кој треба да биде вложен, средствата, ресурсите кои треба да бидат алоцирани за да може да се добие добро законско решение. Кога се менуваат закони или кога се носат нови закони, не е целта да го направите тоа само колку да го направите за да кажете дека сте променили или некои одредби да имаат поинаков изглед, па поради тоа да делува дека се направени суштински промени, а после некое време да треба веќе да се прават дополнителни измени. Тоа пример го видов сега, тука беше законот за конфискација на имот во граѓанска постапка. Законот се работеше долго време, беше донесен, имаше период на подготовка од некои 6 месеци додека да стапи во сила, се почна со работа, се уште нема завршено ниту еден случај и веќе се прават измени на законот, што кажува на тоа само дека дури и кога ни траат процесите долго, не траат заради тоа што се прави соодветно планирање. Од друга страна мора да се има предвид дека за дел од овие прашања се потребни и многу поголеми измени, вклучително и измени на уставот, зашто треба поширок политички консензус. Меѓутоа исто така мора да се има предвид дека сепак во држава постојат и одредени центри на моќ кои немаат интерес од соодветно реформирање на судството.